Избори, резултати, топло-ладни игри, пазарење и тактизирања. Каде оди Македонија и кои ќе бидат приоритетите на старо-новата власт? Може ли да се предвиди? Предводени од искуството од минатото и не може, но сепак половина година замина, а ние се уште тапкаме во место. Што направивме? Кои ни се приоритетите? Ќе праша Крсте Петков Мисирков. Завршија изборите, се преброија неколку пати. Остана да се искрчка коалицијскиот брак, најтешкиот момент, кулминацијата. Коалиција која треба да покаже подобар слуг за националните, а не за партиските интереси. Собранието и новата влада се уште ја чекаат, полни раце работа. По некоја логика треба да продолжат таму каде и што застанаа. Усогласување на законите со Европската унија, влез во НАТО и европското семејство, вистинска борба со корупцијата и криминалот, подобар политички диалог, независен судски буџет и непартизирано судство, решавање на спорот со Грција, закрепнување на економијата, странски инвестиции, приоритети кои горе-доле истите се провлекуваат со години и стојат пред секоја влада. Но дека ништо не се знае со овие горе наведените долу подпишаните, во средина на поменатите, покажува и самата политичка ситуација во земјава. Затишје пред бура. Победниците на овие избори ВМРО, ДПМН и ДУИ како да пропаднаа во земја. Никаде ги нема. Галамата се претвори во политички мок. Партиските пазарења продолжуваат и понатаму. Како и да се испазарат овие две партии за министерски и пратенички фотели, јас сакам само едно да потсетам. Мразот на овие избори беше тенок, се иситнија местата. Резултатите пратија јасни сигнали до лидерите. Со нашата иднина веќе шега нема. Нацијата, освен спомениците, плоштадите, музеите и броењето, кутии и ливчиња, бара и е потребна експресна стратегија за влез во големото семејство. Време е за работа, вистинска работа. Време е за мала среќа на овој долгогодишен изнапатен народ. Оваа влада доби нов мандат, мандат од граѓаните, која значи мандат за лидерство, мандат за здрави и јасни политики. Доколку овие избори беа тест со преоден 2, наредните, верувајте, драги политичари, ќе бидат повеќе од тоа.